во еден континуитет. Бидејќи се подсетив што се случи веднаш после ова снимање, ќе го споделам тоа и со вас, а и со господинот Башевски, кој сигурно се сеќава. Значи, веднаш после нашето снимање му пристапија колегите од некоја грчка телевизија со прашањето, многу вака видно лошо расположени, и само вака прво прашање ми се чини им беше дали сте вие уметникот што ќе го прави споменикот на Александар Македонски за плоштадот во Скопје. Всушност се измешале неколку работи, бидејќи уметникот Башевски навистина во моментот имаше своја изложба на тема Александар Македонски. Меѓутоа, еве, уште од тогаш темата што сега има своја завршница, споменикот негов на таму кај што му е местото, нели? Во дома во Македонија, конечно ќе види белдан. А ова беше, да подсетам уште еднаш, значи 2004-та, сега сме 2010-та. Еве 6 години пред 6 години Жарко Башевски исто така предизвикал интерес на истата тема и од истата причина, ми се чини. Да одиме сега со реклами, па се враќаме во студиото. Да одиме сега со уште еден драг лик за Македонија и би рекла еден од битните фигури во поддржување на тој културолошки процес наречен македонизам. Мојот драг пријател Вангел Божиновски, кој јас ќе го поздравам вечерва, исто така со еден мал извадок од некој Македониум снимен одамна. Верувам дека не постои епоха во светското ми, она што ние го паметиме и она што не сме го запамтиле, а го памети каменот, која толку сублимно не кристализира во една личност, во еден човек, како што е епохата на античкиот свет и македонизмот, како што е ликот и делото на Александар III Македонски. Александар III Македонски всушност може да се каже дека е најсветлата точка во историјата на војните, како што обично ја нарекуваме историјата на светот. Многу помалку зборуваме за историјата на уметноста, која се смета како една гранка која не е толку исторична како што е историјата на војната. Сепак овој човек се разликува од сите други војни по една работа. Тој е единствениот кој ни својот поход на освојување гради наместо да урива. Тој гради 70 града на походот од Македонија до Кинескиот ѕид. И сите ги нарекува со едно име – Александрија. Не верувам дека станува збор за суета, иако императорите и воопшто властодржците се познати по својата моќна суетност. Меѓутоа, овој е просветен воин и просветен император кој потегнува нешто што пред тоа во историјата не е познато, а долго потоа во историјата ќе биде заборавено за да биде возобновено дури во просветителството на 17-тиот и 18-тиот век на Европа. Значи, станува збор за човек кој минува едно високо образование од врвните учители на своето време, пред да биде подготвен да го земе мечот и жезлото во рака и да управува. Тој е човек кој покажува врвни резултати како ученик, кој неверојатно добро го знае своето минато и своите предходници и неверојатно добро се вклопува со своите физички предиспозиции во напорите што го очекуваат во мигот кога тој ќе биде востановен за император, за воин и за челник на чуената македонска фаланга. Така тоа изгледало во некои изминати времиња за Македониум. А ова сега е наша редовна иконографија и декор. И Александар позади нас секогаш во Македониум.
За крај на вечерашново издание, почитувани мои, кое би било само едно или уште едно навраќање, како што нели сакаме да резимираме еве во оваа прилика, дека не прв пат и не последен ќе говориме за него, затоа што е една безгранична инспирација, ми се чини еден непресушен извор на изнаоѓање на квалитети кои може да се употребати како формула во денешново живење. Само е потребно малку да се отворите кон едно такво навраќање кон себе си, всушност, а на тој начин ќе дојдете и до него, неминовно. Би сакала со Анте Поповски да завршиме вечерашнава емисија и вечерашново издание. И онака како што Анте во својата повелба за Александар Македонски напишал. Само да најавам дека додека ги говориме овие негови зборови за крај на вечерашниот Македониум, ќе се обидеме сето тоа да го реализираме низ една прекрасна 3D анимација, тридимензионална анимација која ја изработи Зоран Симоновски за Ейнсофт, на кој што и вечерва им благодариме за тоа што ни го отстапија одамна, меѓутоа еве уште еднаш да го искористиме во рамките на Македониум. Може со Стоби, а јас ќе ви читам, ќе ви ја прочитам повелбата за Александар Македонски од Анте Поповски. Големиот, еден голем македонец за друг голем македонец, би рекла. Повелба е ова што го говорам. Не ве водам во неа, туку ве изведувам од историјата, зашто ја мразам неа. Степите на Азија ќе ви бидат романтичен предел за прошетка. Студ од коските ќе ви се цеди. Туѓите војски ќе ги гледате како живи созданија без душа. На ништо нема да се сеќавате. Се потоа што ќе доаѓа, ќе се сеќава и ќе сака да прилега на вас. И на вас мртви. Исправени со кратка смрт и во очите со одсјај на оној суден меч што ве раздели од татковината. Вашите ребра ќе го означат неопходниот врв според кој се распознава македонската могила во Азија, над која на месечината на Борхес, туку сонцето, над која не месечината на Борхес, туку сонцето ќе бидат ваш заеднички епитаф. Во татковината ќе се враќаме според трагите на коските што ги оставаме. Повелба е тоа што го говорам. Тоа беше колку за вечерва и уште еднаш за големиот или најголемиот или македонецот кој сушност значи бренд да го имаш како свој предок. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам што бевте со нас во изминативе 60 на минути, а ние се гледаме веќе во четврток во 20 часот. До тогаш се најдобро.